Досегашните активности од овој проект се одвиваа во училиштата и во природа во октомври 2014 година. На презентацијата беа представени едукативните активности во училиште и природа. Беше промовирана едукативната патека, искуствата на децата и наставниците, како и видувањата на локалните чинители за подршка од ваков тип активности. Пред присутните беше поставена изложба на цртежи и литературни творби, кои децата учесници во активностите ги изработија како резултат на заедничката работа и инспирацијата од прошетката во природа. Ефектите секако дека се позитивни. Прво, како првично би истакнала задоволството кај децата кои што за време на престојот на активностите во природа. Тоа навистина се заклучи дека е најинтересен дел за нив, бидејќи друго е кога ќе раскажуваме работите преку слика, а сосема поинакви се доживувањата во природа. Се повеќе забораваме дека можеме секоја прошетка во природа ја користиме за збогатување на знаењата кај децата за било какви работи поврзани со природа, кои што всушност поттикнуваат и емоционален и когнитивен развој кај децата во таа насока, кој што се рефлектира со поголема креативност, поголемо разбирање на процесите во природата, кои што се навистина исклучително значени за нивното понатамошно делување и нивните навики и ставови кон не само кон природата, туку и кон самите себе си, кон општеството и така натаму. Едукативните активности се однесуваат на проширување на знаењата кај учениците за буковата шума, при што наставата во природа се одвиваше на новопоставената едукативна патека, патеката на Клукај дрвчето на Пониква. Пристапот до неа е по асфалтен пат, долга е 1,5 километар и потребен е 1 час за целата да се изоди. Оваа патека првично е само поставена, има информативна табла на Пониква, односно непосредно на самиот паркинг, која што може да биде водич за каде треба да се упатат посетителите кои што не одат организирано, но напролет во соработка со шумското стопанство од Кочани, се надам дека овде може да помогне и општината, ќе направиме соодветно одбележување за таквите неорганизирани посети да бидат полесно спроведени. Искуствата покажуваат дека најдобра група за работа кои што можат да остават добри вредности се токму децата, затоа што интерактивната едукација кај децата делува индиректно и кај возрастните, отколку директно да се работи со возрастните, рече Китанова, и додава дека навиките за уништување на шумата од страна на возрастните тешко се искоренуваат, земајќи ги во предвид социјалниот и економскиот фактор кај луѓето. На крајот од презентацијата беа доделени дипломи за учество во проектот. Проектот понатаму ќе биде проширен и промовиран и во останатите кочански основни училишта.